кога зборуваме за слабењето, мора да сватиме дека формулата е 50-50, при што храната е едната половина. Втората половина е физичка активност. Значи, никогаш не треба да се ослониме само на првото. Така што ако сакаме, например, да направиме побрз период на слабење, еве, во преостанатиот период до летните одмори, првата работа, ајде што треба да внимаваме на исхраната, и тоа е, се разбира, треба да спадне во одредени здрави граници. Второто нешто во кое што би ставил акцент во мојот одговор е токму пешачењето. Зошто? Заради тоа што ние сме генерално нација која што е доста седентарна, според официјални податоци од Институтот за јавно здравје, и генерално имаме многу малку физичка активност, при што дури некојаш ќе ми кажат, нели, пациенти, абе докторе, цело време сум на нога, ама тоа не се брои. Во смисол, нели, се движиме вака низ дома, чистиме, собирам играчки од децата. Така, или например се движиме на работа. Да. Меѓутоа, зошто тоа не се брои? Не се брои заради тоа што тој тип на активност повеќе создава замор и ментален, но и физички, отколку што прави така наречено кардио, нели, да го активира на метаболизмот, но и кардиолошкиот систем. Каков тип на физичка активност ни треба? Ни треба во континуитет помеѓу 30 и 45 минути секој ден пешачење брзо, кое што ќе предизвика неколку работи по кои што ќе знаеме дека е доволно добро тоа што го правиме. Прво, да почувствуваме како срцето работи побрзо. Второ, да осетиме како на челото имаме малку пот. А трето, дишењето да биде забрзано. Нели, кога треба да им објаснам, да им доловам на пациентите што е тоа, може, ако има партнер со вас да шета, можете да зборувате, ама не можете да пеете. Оти брзото дишење нема да ви дозволи да можете да одржите подршка од диафрагмата подолг период. Како мини тест за да видите дали е доволно брзо и динамично пешачењето. Значи, тоа е нешто кое што ние треба да го правиме доволно често и фреквентно, за да можеме да го стимулираме процесот на слабење. Сега некој би рекол што е здраво. Здраво слабење во еден месец може да се движи од 4 до 8 килограми. Сега 4 е за луѓе кои што имаат пониска телесна тежина. Меѓутоа за некои кои што имаат многу поголема телесна тежина, тоа може да оди и до 8 килограми. При што првата недела се ослободува и многу вода, така што особено ако станува збор за така наречени отоци, народно кажано, застој на вода низ телото, задршка на вода, тогаш тоа е тој процес кој што на почетокот навидум оди малку порапидно и потоа малку успорува. Меѓутоа, за да успееме нешто да направиме во овој краток период до летото, апсолутно неопходно е да сватиме дека секојдневно треба да додадеме физичка активност. Сега, поднос на физичката активност, таму честопати лежи ветувањето, кое што не е вистинито, дека, например, ако правиме стомачни вежби, дека тоа ќе влијае повеќе да ни се ослаби тој дел од телото. Да ги изгубиме килограмите на слагите масни. Тука за жал не оди така. Зошто? Заради тоа што каде ќе ставиме, на кој дел од телото ќе ставиме, има одреден редослед на ставање наслаги кое што нашето тело го прати и секогаш таа шема на поправање телото ќе ја прави секогаш. Зошто? Заради тоа што количината на тие клетки кои што може да насоберат во себе масти, да се поправат, да се зголемат, таа количина и локација каде стојат во телото е одредена уште додека сме во утробата на мајката. Генетски. Да, генетски. Значи нема некои луѓе, например, кога се поправаат, секогаш ќе се поправаат прво во стомакот, или во нозете, или во горната половина од телото. И тоа е тоа. И нема вежба стомачна која што може да им помогне да го смени тоа и да не биде тоа така. Генерално ако слабеат, ќе оди по обратниот редослед од кој што била слабена. Она му каде што нема потреба за тоа. Да, и по кој редослед става, по обратниот редослед телото вади.